Добро вечер и добро ни дојдовте во ова издание на емисијата Тунел. Се чини дека од кога постои човештвото, постои онаа поделба позната на мажи и жени. Позната поделба околу тоа кој што може, кој колку смее и кој колку треба. Но не ќе речеме дека освен оние видливи биолошки разлики кои не прават различни, како се менуваат нештата низ текот на годините и вековите би рекле, се менуваат и многу други работи. Вечерва ќе ми прават друштво прекрасни дами, не сме овде собрани за да зборуваме за тоа можеби колку и како во денешно време е присутна жената во општеството, во сите негови сфери и за тоа се разбира колку е незината успешност и дали да може да биде подеднакво успешна и како мажите. Ќе дадеме неколку видувања од различни аспекти на тоа, нели, различноста и по етничка основа, кој каде колку навистина може и што ни налага она секојдневие и што нас жените нели ни наметнува во секојдневието. Меѓу другото, сакаме и да зборуваме дали подеднакво, нели и тоа како смееме, умееме да партиципираме во општеството, кога и подеднакво партиципираме во сите останати сфери на нашето живење. Реков прекрасни дами кои ќе ни прават друштво, да одгатнеме неколку можеби загонетни работи кои се вртат секогаш на оваа тема и можеби ќе побудат расправи кај вас во вашите домови околу мажите и жените, затоа ќе ги поканам. Прекрасни реков дами, Савка Тодоровска, добро вечер повелете, Дилбера Камберовска, добро вечер и за вас повелете, со нас Елена Кочовска повелете и се разбира, последна но не помалку вредна, Ѓунер Бију, добро вечер и за вас, повелете Елена. И многу ми е драго што вечерва одлучивте да бидете во Тунел. Е вечна борба, мои дами, мажите и жените и нивното присуство во општеството. Ке речем, не се собравме, нели, да зборуваме дека постојано за се жалиме дека нешто не ни е дозволено или имаме помалку и така натаму. Во последно време слушам многу изјави од типот дека се ни е дури и премногу дозволено во последно време низ годините. Колку знаеме и колку навистина успешно искористуваме, една друга тема на која исто така можеме вечера да зборуваме. Савка, долги години сте председател на Сојузот на жени на Република Македонија и со една многу жештина сакате да дискутирате на овие теми и се разбира да поставите една еднаква линија на рамноправност помеѓу мажите и жените. Рамноправност нема. Кратко јасно. Нема рамноправност, иако може да ја има, законите во нашата држава скоро да ги дозволуваат сите права на жените еднакво. Уставот како најголем орган исто така дозволува. Вели во членот 9 дека секој човек кој живее во Република Македонија без оглед на пол, вера, нација, вероисповест има еднакви или политичка припадност, вели има исти права, но ние во праксата знаеме дека тоа не е така. И јас би сакала да се надоврзам со легендата за Ева и Адам. Од рајот, нели, сите сакаме во рајот. Значи било најубаво. Но кој се одважи да го земе забранетото овошје? Ева. Тоа значи дека тие можат, тие знаат, но тоа која што се одважи да го направи искушението и направи дека мажите понатаму во животот да ја употребуваат физичката сила и да го превземат светот. Тоа е оноа за кое што всушност треба да знаат сите наши жени во нашата земја, во мојата земја, бидејќи заради мојот животен век, заради мојата ангажираност во една фабрика во минатиот век со 13.000 луѓе, со работа, значи исто така и во оваа куќа во македонската телевизија и од 1991 година исклучително на борба за правата на жените, од 1 милион жени, а од вкупно население 2 милиона, јас сретнав многу убави жени. Познавам многу умни жени, многу разумни жени, многу жени кои можат се и у последните неколку години број на жени кој е поголем процент на магистри жени, на доктори науки жени, а одеднаш жените повторно ги нема. На функција председател на држава, премиер на држава, министри од 22, две само жени, во управни и надзорни одбори ниту 14%, каде што во вкупниот овој процент влегуваат учителките, односно од образованието, каде што знаеме по дивол влегуваат женската популација. Во дипломатијата дури 3%,
тогаш за каква равноправност ние ќе говориме и дали оние реклами кои што секојдневно одат, еве последната, да речеме, да кажеме за маскалот, кој што вели дека едно момче, кога било мало, нацртало, направило и одеднаш направило средство за мајка му да чисти поубаво. Па сега, дали тоа не се стереотипи? Со тоа сакам и тука, можеби, само да запрам, да им дадам можности на моите колешки, дека стереотипите и предрасудите за местото и улогата на жената се причината зошто е тоа вака. Значи, имаме закони, имаме еднакви права за образование, имаме, значи нема што немаме, сигурно дека може и повеќе, и подобро, и затоа ние исто така се залагаме и се уште во нашите програми тоа го работиме, но повторно жените во структурите на одлучување се со закон, значи со квота 30% од 50% во населението, тоа значи ако нема квотата, дали и така ќе бидат 40 дами во парламентот, значи ќе ги нема. Во локалната самоуправа исто, од 85 градоначалници едвам дојдовме оваа година на 4 жени градоначалнички и тогаш каква ни е сликата? Зборуваме дека имаме детски градинки, а детските градинки не ги изместивме од времето кога јас сум одела во градинка и сега, значи исто е работното време на градинката за децата, а на родителите го изместивме спрема европските стандарди. Тогаш кој да се грижи, а немаме додатни сервиси, немаме сервиси за помагање на семејството, немаме сервиси за храна кои ќе бидат и финансиски достапни за секое семејство, тогаш каде очекуваме онаа поддршка на семејството за да може и едниот и другиот партнер да имаат време повеќе, јас би рекла, и за љубов. Да. Тогаш можеме и да говориме и за позголемен наталитет, можеме и да говориме тогаш и за среќно семејство и да не го обвинуваме семејството дека децата не се добро воспитани. Значи, оноа време од 13 часот или од 15 од градинка да излезе, од типа училиштата завршуваат некаде во 13 часот и додека да дојдат родителите до 18 часот, каде е тој распон, каде детето ќе оди? Тука се оние процеси или предизвици каде што жените, апропо Ева, можат. Јас знам многу кои можат, но едноставно овие се условите кои што наметнуваат незината нееднаквост во семејството и во општеството. За мене изгледаше интересен предизвикот вака да ве спојам, за да си го кажете своето мислење, да убера токму како представник на ромската заедница, ќе ми кажете, еве, од овој аспект на ова што го говоревме и со Совка, како таму спојате, работите и нешта. Јас први сакам да ви се заблагодарам што ме поканивте и чест ми е што сум ваша гостинка. Немајте да очекувате да кажеме нешто поинаку. Ние сме сите тука борци за женските права. Кај нас, во нашата заедница, е уште полошо. Кај нас е дупло него кај другата жена. Знаете дека жената ромка е необразована, потисната, влијае многу менталитетот, традицијата, општеството и таа е многу назад. И затоа не случајно се формиравме како невладини организации, ние постоиме уште од 1993 година и сме една од првите ромски женски организации во Македонија. За да помогнеме на нашата жена, ние во организацијата што сме членки, сите потекнуваме од таа заедница и си ја знаеме популацијата, добро ја познаваме и знаеме дека жената ромка е навистина многу уназадена, потисната за разлика од другите жени. Каков е импулсот на жените, еве?
многу е голема битката кога се борите со закоравено верување или општество каде треба, нели, да се борите против стереотипите, посебно како што рековте во вашата заедница, каде се верува дека жената е за дома, нема потреба од образование, дека треба да донесе поголем број на свет на деца и дека тука можеби завршува незината приказна од типот партиципирање, нели, во семејството и она што пред малку Савка спомена, апропо рекламите, дека ќе чисти пубаво мајката и жената. Да ви кажам, ние 93-та година кога се формиравме, многу ни беше тешко, зашто бевме единствена организација. Една организација која требаше да го помине тој многу тежок пат и навистина многу ни беше тешко да кршите табуа кои што се тоа беше ненормално за жената ромка прво, а па да не зборуваме за мажите. Ние не можевме жените да ги извадиме од дома да дојдат во нашата организација. Бидејќи таа мислеше дека таа е за дома, не сме никаде да оди. Да чува деца, да прави ручек, да спрема, да чува свекрва, свекор. Голем проблем имавме за да ги убедиме дека тие имаат право да излезат барем малку од дома, да дојдат на едно кафе во нашата организација, а па ние па да искористиме да кажеме зошто постоиме, дека постоиме за нив. Така да имавме многу големи проблеми, кога некои жени ќе дојдат и тоа ќе ги собереме најблиските што ни се од фамилија, ќе дојдат и кога ќе отидат дома ги чекаше проблем голем и физички беа нападнати. И кога ќе ги сретнеме по втор пат, не вика, немој да ме викаш, ја види што ме направи. Сум закаснила, сум била кај вас и ја не смеам веќе. И затоа велам дека многу ни беше тешко на нас, бидејќи една организација, нова организација, не бевме прифатени од заедница. Колку ви се сменија нештата од тогаш еве до денес? Што може да кажете? Па видите, многу се сменија, ама благодарение на многу формираните организации ромски женски во Македонија, каде што заеднички делувавме, благодарение на Сојузот на жените, каде ние уште од формирањето сме членки. Имаме доста направено, но не значи дека треба да застанеме. Треба уште да се работи. Ајде ќе зборуваме за тоа каде можеби ги чувствувате оние точки најболни или најпроблематични токму во оваа заедница и кај треба најмногу да се работи за будење на свест или подигнување кога во прашање е еднаквост, равноправност и присутноста во општеството. Елена, вие сте вечер представник токму на, како што спомена пред малку и Дилбера, жените со инвалидитет и тоа колку што разбрав од луѓе околу вас и тоа како исклучително жесток говорник и борец за женските права. Благодарам, Живкица. Да се надоврзам и патот до пеколот е поплочен со добри намери. И во нашево општество неспорно е дека имаме некоја добра или солидна, да кажам, законска рамка. Меѓутоа, кога станува збор за прашањето на хендикепот во постоечката законска рамка, па дури и за изедначувањето на можностите на мажите и жените, некако мањкаме. Односно, не е присутно. За разлика од, општо кажам, жените, каде што имаме веќе одреден процент раздвижување, жената со хендикеп ја нема никаде. Нити во извршна, нити во законодавна, нити во судска власт. А од друга страна пак недостасува таа системска заокружена рамка која што ќе ни овозможи како жени да се вклучиме во постоечките движења. Значи, во постоечкото движење на правата на жените. Додека од една страна имаме, нели, предрасуди дека жената треба да биде само во домот, да чисти, тоа размислување пак не постои и за жената со хендикеп. Значи, од старт имате размислување дека автоматизам сте неспособни. Дури ни да бидете домаќинка. Тоа е присуство, значи, како резултат на стереотипите, секако, ниската јавна свест, како кај самите лица со хендикеп, но и пошироката јавност.
И дури на последното што беше истражување од Евробарометар, значи многу е висок процентот каде што семејствата не сакаат нити зет, нити снаа со хендикеп. Значи, имаме голем вредности влијанието на семејството. Да. А покрај вертикалната рамка на разгледување на прашањето на хендикепот како само хендикеп, време е да се почне да се размислува и на хоризонталното влијание од аспект каква е улогата и позицијата и состојбата на жена со хендикеп, која што е, например, ромка или албанка. Едукација не им недостасува на овие жени, желба да се едуцираат и да партиципираат исто така. Исто морам да се надоврзам, значи, тие имаат желба, меѓутоа ради традиционалните вредности, ради стереотипите, ради тоа што се уште, за жал, од општата состојба и прифатеност гледиште кон прашањето на хендикепот, жените се на многу ниско ниво и се уште се третираат како или си способен или не си способен, а најчесто поради заштитната клаузула, која што постои, капсула, сме тргнати и како граѓани или заедница, кажам, настрана. Немањето на системите или ние викаме политика на сервиси за поддршка од 2000-те, што сега како организација од Полио Плюс континуирано укажувавме дека е потребно во оваа држава да се направи политика на сервиси за поддршка на граѓаните со и без хендикеп, каде што ќе бидат опфатени, значи и креирани различни палети на сервиси за поддршка согласно потребите на граѓаните, вклучително нели тука и за жените со хендикеп, но не да се раздвојуваат тоа, овие се женски, овие се за ромски, овие се за албански или за не знам ти што. Сервисот е сервис. Тој само се прилагодува во зависност од потребата на корисникот. Меѓутоа некако наместо да фатиме да го фатиме тој правец, мислам имам впечаток дека тргнавме токму во наспротивно, каде што почнавме да ги делиме работите по одредени заедници. Неспорно е за да може барем, ја викам, да си ја унапредиме состојбата и како е неопходно да имаме афирмативна законска мерка, па дури и за наше учество во веќе постоечкиот законски рамки, каде што ќе се нагласи дека да, покрај тој процент на учество на жени, неопходно е да има жени со хендикеп. За да може да постои принципот на морков, да дадете, понудите нешто, а од друга страна и да ги мотивирате жените со хендикеп да активно влезат во постоечките движења кои што се. Било тоа дали движењето за правата на ромите, било тоа да е општо за правата на жените или кој сакате, па дури и движењето на лицата со хендикеп. Неопходно е да се направи и законска рамка, да се доунапреди, за да биде барем во согласно со Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, која што пак стриктно наведува дека посебно внимание треба да се стави на улогата и позицијата на жените со хендикеп во општеството. И државата неопходно е да преземи такви мерки, што пак укажува друга страна, што и настојуваме, например, во своите програми да има прилагодени програми каде што било која жена ќе може да се најде и приклучи во незиното движење, за да стекне одредени вештини, квалификации, да може да ја сознае каде, како припаѓа. Не мора по автоматизам сите да одиме во организации на лица со хендикеп. Или пак одредена ромка со хендикеп, доколку и се допаѓа тој порив, да се вклучи во нивното, меѓутоа пак нивните програми треба да бидат прилагодени за да излезат во пресред на жените со хендикеп. А истото се однесува и за самите институции, национално или локално ниво. И тука најголемиот недостаток или алка е самото движење, кажувам, на лицата со хендикеп и самите лица со хендикеп пред се родителите. Значи, ние се уште живееме во некоја затворена семејство, каде што е се уште срамно да имаш дете со хендикеп, не да боже плюс женско, пошто како ќе излези. Се уште се смета дека е тоа ѓаволска работа, дека тоа е грешка на дали мајката, дали таткото. А се извинувам, вие сте со стекнат или со вроден хендикеп? Од раѓање. Значи, раѓање од мала. И имате, значи, тука
како околината се уште А тоа сте го перцепира. поминувале, тоа ми беше зборот, дека сето тоа, претпоставувам сте го преживувале на своја кожа, токму Да. за ова зашто зборувате. Значи имате различни, меѓутоа стереотипите, се уште традиционалните верувања и за тоа дека секогаш на лицето со хендикеп му треба помош. Не, ни треба поддршка. Да. Значи сервисот ми треба. Не ми треба оној дел на сожалување, па сега ме видовте тука, па ќе си поклапате, ќе ми клап, ќе пуштите некоја солзичка, лелеш, успешна. Значи не, тој пристап е многу негативен. И се додека го негуваме, ќе придонесуваме да ние, како граѓани на оваа држава, бидиме секогаш во калта. Онај што се трудиме како организација, токму укажувајќи дека има потреба од воспоставување на тој лост, каде што ние како од кал ќе излеземе од другата страна и од предмети ќе станеме граѓани од прв ред. Меѓутоа борбата е тешка и секоја приказна си носи нови предизвици и потребата да секој еден граѓанин во основа се прилагоди или најде можности да се прилагоди и да успее во оние услови каде што е. Гюнер, вие сте представник на женската популација, но нели од албанска етничка припадност. И рековме дека многу и нема така вечера, можеби да ги делиме, но убаво е од аспект на нели поинаквост да ги допреме најлично кога нели ќе се пренесат. Можеби најверодостојни ќе бидат приказните или сликата која што сакаме да ја представиме. Каква е состојбата со жената албанка? Па јас уште во почетокот би сакала, точно е тоа дека и припаѓам на албанската етничка група, меѓутоа јас работам во организација која е мултиетничка и која се залага за правата на жените во принцип. Меѓутоа, сепак, бидејќи припаѓам, нормално дека исто така е битна и сум заинтересирана исто така за положбата како на сите други жени во нашето општество, така и подеднакво и на жените од албанската етничка заедница. Што значи положбите, за да ги кажеме положбите кои се, треба да имаме одредени показатели, а показателите се во принцип истражувањата во повеќе области која е состојбата. Значи да има родово поделени податоци помеѓу жените и мажите. Имајќи во предвид Заводот за статистика со последната публикација Жените и мажите во Република Македонија 2013 година, и оди чекор напред и веќе имаме такви поделени податоци, родово поделени податоци, меѓутоа за жал немаме за националностите. Значи немаме за етничките заедници, но тоа е на глобално ниво. Ако имаме така, не можеме да видиме која е таа разлика, каде се наоѓаат тие, поготово немаме за пазарот на трудот, кој е една од или во економскиот дел, кој е една од столбовите за самостојност и развој или еманципација на жената. Иако нормално има и други фактори на делување. Но како и да е, проблемите се генерално исти кај жените. Како кај сите жени, така и албанската жена. Но нормално е и тоа да имаме специфичности кои потекнуваат дали од други фактори, дали од културните фактори или развојниот процесот на развој како поминале. Значи, ако зборуваме во една подалечно минато, нормално ќе видиме во Македонија, например, ако земаме 100 години или повеќе, ќе видиме дека жените, без разлика дали биле македонки, албанки, ромки, сите биле скоро на исто ниво. Значи, положбата им била горе-доле слична, затоа што поминали низ историски процес и имале исти маки. И секогаш, ако видиме и во минатото, они се поддржувале, меѓусебно соработувале и така натаму. Меѓутоа, ако одиме некој период 60-70 години, ќе видиме дека тука веќе имаме некој поразличен процес на развој на жените. Во однос, например, јас повеќе велам можности. И до сега моите колешки кога изборува, сепак јас мислам дека се работеше колку ние имаме закони, имаме тоа. Никогаш во законите никој не бил дискриминиран и не е дискриминирана.
дискриминиран или дискриминирана. Меѓутоа, во практиката се случуваат многу нешта. Многу различни нешта, така да и албанската жена, гледајќи дали одела паралелно со жените македонки во развојот, мојот одговор би било не. Кои се факторите, тоа е комплексно прашање, треба доста добра анализа да направиме за да видиме. Тука се повеќе фактори и културни и меѓутоа исто така е едно од големите, од важните фактори е образованието. Што значи дека албанската жена, жената албанка додуша, низ историјата, поготово 70 години, не одела со исти како да кажам, механизми. Да, со иста динамика како и жената македонка. Иако во почетокот можда пред 100-200 години биле на исто ниво, меѓутоа таа одела со побавни чекори. Тука се образованието кое долго време имало само основно образование, фалеле училишта, средните училишта, а поготово и факултетите, универзитетите и така натаму. Меѓутоа, ако гледаме последните 10 или 20 години, сепак таа оди со по-интензивни, со динамиката на развој оди подеднакво, не подеднакво, меѓутоа во разлика од порано и оди со многу побрзи чекори напред. Така да, затоа што веќе можностите се тие кои дозволуваат тоа. А едно од тие можности, како што спомнав и предходно, е образованието. Бидејќи сега има повеќе образовни институции низ цела Македонија и исто така има на свој мајчин јазик може да посетуваат, тоа дава повеќе можност, создава повеќе услови за да она се развие и во повеќе насоки, значи да оди со поинтензивен чекор напред. На 18 декември 1979 година, Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои повелбата за сузбивање на секоја форма на полова дискриминација. Но денес, иако живееме во 21 век, жените и понатаму се борат за своите права ширум светот, бидејќи постојат земји во кои не само што немаат рамноправен третман со мажите, туку живеат во исклучително дискриминирачки средини. Од земјите каде се бележи полова еднаквост се издвојуваат Исланд, Шведска, Финска и Норвешка, чиј буџет за спроведување на политиката за изедначување на половите се зголемува секоја година. Од останатите земји последниве години, Мадагаскар покажува напредок во образованието и се поголем број девојчиња сега одат на училиште. Напредок има и во Јемен, каде владата одлучи 15% од парламентарните седишта да им припаѓаат на жените. Сепак правата на жените се лимитирани во некои земји, па така во одредени делови на Индија, законите за безбедност во сообраќајот ги исклучуваат жените. Во Саудиска Арабија жените се уште немаат право на глас, но по кралскиот декрет во 2015 година ова право ќе се овозможи, додека во Ватикан жените и понатаму нема да можат да гласаат. Најголемата држава на арапскиот полуостров е мета кај активистите и поради неколку други бизарни закони поврзани со жените. Во Саудиска Арабија жената е виновна ако е силувана, па со самото тоа може да биде казнета со затворска казна. Во оваа земја жените се уште не смеат да возат, при што на удар на законот може да се најдат и оние кои се борат за ова женско право. Историјата говори за голем број жени активистки чија борба и влијание резултирале со подобра позиција на жената во општеството. Беназир Буто е првата и засега единствената жена премиер на Пакистан, убиена во атентат во 2007-та. Во Соединетите Американски држави таа улога и припаднала на Алиса Пол, активист за заштита на женските права и прва жена која успеала преку успешна кампања да го смени уставот на Соединетите Американски држави во 1920 година, со кој како новина и двата пола се рамноправни со право на глас.
Во 1916 година Алиса Пол ја основа Националната партија на жените, а веќе наредната година започнува масовен протест пред Белата куќа, прв во историјата кој се одржал без насилство туку на најдемократски начин. Владата реагира со затворски казни за сите активисти, но сепак овој бунт успева да го сврти вниманието на целото население и да резултира со нов устав во Соединетите Американски држави. Еднаквоста помеѓу мажите и жените воспоставува основни права за сите и основни вредности за секоја демократија. Со цел да биде остварено, ова право не само што треба да биде легално препознатливо, туку и ефективно да биде применето на сите сфери од животот, политичката, социјалната, економската и културната. И покрај бројните примери на јавна препознатливост и постигнат напредок, еднаквоста помеѓу половите се уште не е реалност во секојдневниот живот. Во пракса, мажите и жените не ги уживаат истите права. Ваквите нееднаквости се резултат на социјалниот менталитет, наметнат поради бројни стереотипи присутни во рамките на семејството, образованието, разбирањето на религијата, културата, медиумите, работната средина и организацијата на општеството. Кои се вашите активности кои ги превземате, бидејќи чинам дека навистина имате една голема борба во годиниве, а но и ви предстои можеби, нели, за да подигнете свеста кај жената ромка пред се дека има подеднакви права и да се образува и да биде дел од семејството и да партиципира во истото, но и да има право да направи нешто и за себе, што велиме, како би била корисна и за општеството и за домот. Така, ние за овие 20 години имаме многу направено. Многу активности реализирани, многу проекти, но последни 6 години работевме на политичко јакнење да се вклучи жената ромка во политиката и успеавме во тоа. Младите девојки ги едуциравме, ги зајакнувавме за да можат да се вклучат во политичките партии, бидејќи многу малку, па може би и ич не беа вклучени во политиката. И затоа ги мотивиравме, ги зајакнувавме со едукација за да можат да влезат во политичка партија и да допринесат. Ако нема жени, а знаете дека па посебно кај ромските политички партии многу малку имаше жени ромки, но благодарение на законот со 30% имаше на листите, ама пак тоа само формално. Немаше многу жени кои сакаат да влезат, зашто знаеа дека не можат да просперираат во политичките партии, зашто мажите не дозволуваат. Имате ли активности од типот да ја подигнете свеста кај младите и да речеме да работите повеќе на сексуалното образование, па поместување на таа граница на рано стапување во брак? Да, и тоа сме имале во почетокот на кога се формиравме. Ние така чекор по чекор работевме, бидејќи не можевме, например, за политиката ние не можевме во 93-та година или 95-та година. Не смеевме ни да спомнеме. Или пак не смеевме правна канцеларија да отвориме, бидејќи мажите ќе дојдат и ќе ја затворат. Ќе ја затворат, бидејќи сметаат дека ние им ги учиме жените да си ги бараат правата, да бидат недомајкинки. Затоа ние секогаш одевме чекор по чекор, го опипувавме пулсот кога треба да работиме. И работевме на такви трибини, едукации. Еве, например, дури ние не смеевме заедно, имавме трибини, мајките и керките да бидат заедно и да ги едуцираме за да знаат околу здравството, околу сексуалните болести. Не сака да прифатат. Мајките се сраме од керките, керките од мајките.
и моравме да ги одвоиме и посебно да работиме. Значи, секогаш одевме чекор по чекор и успеавме дури и еве за политика да работиме, да едуцираме, да влезат многу девојки, многу студентки, дипломирани, да влезат во политички партии. Јас сакам да истакнам дека Дилбера изуми најверојатно дека таја беше една од првите која на ромски отвори детска градинка. Тоа беше една алатка која што всушност им овозможи тогаш и да стекнат довербата во семејствата и жените да можат да ги остават децата каде што не плаќаа, а децата учеа значи и се социализира, а истовремено нивните мајки и баби имаа можност и сестричките поголеми да можат едните да одат во училиште, другите да бидат работно ангажирани. И тоа е всушност што ние го зборуваме дека законите се добри, но тие треба да се имплементираат. И тука сакам да истакнам дека последниот извештај на Европската унија околу состојбите во нашата земја, по прашањето на жените е така речено катастрофално. И нас посебно мора да не загрижува. По сите основи ние бавно се движиме со семејното насилство, бавно се движиме со вработувањето, бавно се движиме со економијата. Ние не го зголемивме процентот на вработеност кај жените. Посебно кај ромската. Сите. За руралната жена, немаме представничка од руралните жени. Ние во Република Македонија од 84 из градот Скопје, 85 општини, имаме 42 рурални општини. И сега ако говориме дека во ниту една или ако во последните, да речеме, месеци се наговестува отворање на 2, 3 или 4, а ниту една не почнала да работи градинка во една рурална средина, тогаш како сакаме таа рурална жена да ја подигнеме, да се самовработи, да може да употребува механизација која што е современа и кога ти ќе отидеш кај нив дома и ќе ја прашаш што работите, таа вели ништо. Ако ќе го дадеш часовникот од 5 сабајле па до утрето сабајле пак, таа гледа дека освен што спие 6 часа, другото се е во работа. Тука сакам да кажам дека тоа е еден вид на темна бројка, бидејќи таа жена не се ни пријавува во агенцијата за вработување како невработена. Таа не се пријавува ниту во социјалното, не добива ниту пензија, него чека ако подолг век и продолжил векот да го надживее мажот па да добие пензијата од него. Како да ви кажам, во 21 век јас мислам лично дека ниту мојот народ во Македонија, ниту мојата земја заслужува еден ваков третман и ваквата слика. Ние сме и културни, и воспитани, и учен народ, и добар народ, и вреден народ, и жените припаѓаат исто во таа класификација на добри, вредни, квалитетни. Зошто тогаш да биде ваква состојбата? Тоа значи дека само ние не сакаме. Жените не го препознаваат проблемот на родовата дискриминација. Ние во Женска граѓанска иницијатива Антико долго време работевме со програмата Жените тоа го можат, со жени политичарки, а особено со жени кандидатки за парламентарки и за советнички. И нашето прво прашање нормално беше дали колку во Македонија е жената дискриминирана. Во почетокот никој тоа не го препознава, затоа што сите тргнуваат од себе си. Бидејќи она стигнала до политичка партија и да се кандидира, нејзиниот поглед е само во призма на себе си. Нејзе е дозволено, таа има се, но дека во Македонија има повеќе категории на жени. И ние, вака како што сме Женска граѓанска иницијатива, СОЖМ и сите ние работевме на таа програма за градење на женски капацитети за политиката. Тоа ни беше како мисија, ја превзедовме и работевме со нив. Додека беа во семинарите, например, ние имаме околу 48 семинари, околу 300 локални акции кои ги спроведоа самите жени кои денес се во парламентот, заедно соработуваа меѓу себе. Жените без разлика од која партија беа,
Они соработува. Меѓутоа, кога и веќе дојдоа на власт, дојдоа во тие позиции каде се донесуваат одлуки, веќе се ориентираа кон партијата. Ако се навратиме, значи, ги почитуваа правилата кои ги поставува. Јас не велам нормално дека они ќе ги почитуваат, затоа што одговорни се кон нив. Но во едно време бевме во една студиска посета во Шведска. Понекогаш знаат да ни речат не споредувајте со Шведска, но секогаш споредуваме со добри примери, затоа што целта ни е и ние да бидеме понапредни, да и ние да стигнеме до некаде. Тогаш во Шведска, кога ги посетувавме жените од политичките партии, тие имаат многу јаки женски форуми внатре во политичката партија. Значи, жените се организираат внатре и дури се тие фракција, кај нас многу е лошо да се рече фракција. Ако има фракција, нова партија излегува од фракцијата. Меѓутоа, жените се внатре во партијата се фракција. И тие постојано се борат за нивните права. Значи, нема конкуренција меѓу жени. Се избираат најјаките, најприоритетните, кои би имале можност да се борат. И сите се собираат околу неа, ја предлагаат. Но исто така соработуваат и со жените од другите партии за една кауза. За едно нешто што навистина треба за доброто на сите жени. Кај нас, мислам, во овој момент, можда сите жени кои се во политички партии, можда и мој како апел би било на мојата организација, верувам и на сите нас, затоа што ние разговараме околу, ние сме во соработка заедно со сите, така да дај тие да ги зајакнат тие женски форуми внатре во партијата, но за жал помладите дури велат тоа било дискриминација. Они не сакат да се поделат затоа што биле рамноправни и не гледат нешто. Напротив, и денеска во сите напредни земји, таму кај што има 50 со 50, многу јаки има женски форуми и тоа не е ни срамота, ни дискриминација. Туку тоа е таа афирмативна мерка врз која тие ќе лобираат, прво ќе застапуваат внатре во партијата, а потоа во парламентот заедно со другите жени ќе се борат за одредени. Но моментално ние ја имаме законот за против абортус беше, видовме една многу дизориентирана женска инфраструктура во партиите каде жените не ја поддржува тој закон. Без разлика дека нели добро или лошо. Меѓутоа тие барем требаше да инсистираат тоа да излезе на јавна расправа, на редовна процедура, за да ги слушнаат на обичните жени. Дали тоа навистина им треба или не? Тема за некоја следна емисија. Да, но јас зедов само како најсвеж пример, но со доаѓањето на жените во парламентот, ние сме горди и ние сакаме да ги видиме, затоа што рушат некои стереотипи и докажаа жените дека се добри, може да бидат добри политичарки, дека може да бидат добри градоначалнички, сето тоа. Меѓутоа, тие и очекуваме во иднина, тие исти жени да направат и за сите други жени, да ги постават на дневен ред жените од различни групи, поготово од тие жени кои се двојно дискриминирани. Сакам вака расположени во некоја следна прилика, кога за едно подруго повисоко ниво ќе зборуваме до каде се стигнат токму овие ваши залагања на секое поле и исклучително ви се благодарам за одвоеното време за што партиципиравте во вечерашното издание на Тунел. Оние жени можеби кои се чувствуваат подзатворени или едноставно дека од некаде скришно не гледаат, не пратат, да знаат дека на крајот од секој тунел има светло за секој од нас. Ви благодарам. Благодарам.